Нема една причина, има неколку причини. Но заеднички именител на себе ова е неспособната власт која што во овие 2 години ја води државата. Нејасни политики, економски и фискални политики кои што наспроти да донесат реална промена на животот на граѓаните и реална промена и во стопанството, но и во севкупното делување ние гледаме како средствата со кои што се задолжуваме се користат само за да пополнат буџетски дупки кои што самите ги направија со погрешните политики. И севкупно сметам дека овој тренд ќе продолжи, особено имајќи предвид дека автопатските решенија коридорот 8 и коридор 10 се извадија од буџетски корисници, отидоа во јавното претпријатие за државни патишта кои што секако ќе мора да се дополнително задолжи, јавниот долг ќе продолжи да расте. Другите најави за инфраструктурни проекти кои што очигледно владата, пак велам заради неспособноста, мислеа дека некој ќе им даде пари, иако нема проекти. Ако вистински се случат, за жал, ние ќе завршиме, би кажал, во еден мандат од 4 години, најверојатно со зголемен долг, јавен долг од 4 до 5 милиарди. Некогаш, јас сум еден од тие кои што вели дека јавниот долг и може да не е проблематичен, ако вистински донесе до раст и промена на животот на граѓаните. Ако вистински се искористи за да се подобри благосостојбата на граѓаните. Но кога тоа само пополнува дупки од така наречените тековни расходи во буџетот, сметам дека тоа е веќе незнаење како и неумешност како да се справите со реалните состојби. Владата може да тврди тоа што го тврди, но реалноста е дека граѓаните во суштина живеат полошо од што живееле. Инфлацијата во овој момент од месец во месец е во пораст. Ако имавме одредена стабилизација која што почна при средина на 2024 со напуштањето на владата предводена од СДСМ и понатаму таа се стабилизираше во 2025. Сега гледаме дека излегува тотално од контрола од една криза која што не е многу близко и не е на европско тло дури. Иако ланците за снабдување не се многу поврзани со новата криза во Иран, ние чувствуваме дека веќе во основните прехранбени производи инфлацијата да е двоцифрена. И ова укажува дека кога немате чувство дека вие треба да помогнете на граѓаните, треба да помогнете на стопанството за да подобро се справи, а при тоа и да контролирате да нема шпекулативни моменти, ќе ви се случува што се случува. Да секој еден денар кој што го зимате вреди помалку од тоа што вредело пред некој месец. А дали има капитални инвестиции? Бројките вие можете да ги кажувате. Во оваа влада во првото тримесечие покажа 32% реализација на капитални инвестиции со одложени плаќања од претходната година. Тоа не го подобрува квалитетот на живот. На крај на денот, разликата помеѓу вистински градење на еден автопат, на железница, на енергетски нови објекти за да се обезбеди енергетската сигурност на граѓаните е сосема различна од правење на тротоари и асфалтирање на улици кои што не се главните артерии, кои што носат економски раст, а од друга страна економијата, стопанството е оставено на ниво во кое што се должи со враќање на ДДВ, се должи со плаќање на обврските за реализирани услуги од страна на стопанството и севкупно се чувствува една неликвидност во стопанството кое што има импликации на приходната страна во буџетот. Клучниот аргумент за тоа што го кажав беше одлуката на Уставниот суд, кој што укажа дека криењето на податоците за кои се корисници од така наречените унгарски средства
во стопанството не може да биде деловна тајна. Зошто? Затоа што се користат јавни средства. И тогаш се поставува прашањето. Дали вистина позади тоа е вистинската причина зошто ние не знаеме каде се потрошени. Во капиталните инвестиции во единиците на локална самоуправа требаше да отидат 250 милиони евра. Според информациите потрошени се само 47 милиони евра, а другите се продолжени за да се исплаќаат со буџетски средства наредните години. Кај стопанството се вели дека се завршени 210 милиони евра од 250, но прашањето кои се вистинските корисници на тие средства и дали ова не е показател дека веќе однапред се знае пред да дојдат тие средства каде ќе отидат. И на крај на денот, уште еден податок дека тоа што го тврдевме во почетокот, дека овие средства не се вистински за да покренат економски раст, туку за покривање на дупките кои што они ќе ги искреираат заради лошите политики и во социјалниот сегмент, па и во другите сегменти, излегува дека е точно. За жал, резултатите во 2024 не беа најсјајни за СДСМ, но и за сите опозицијски партии. Веројатно, лажните ветување и манипулацијата која што беше направена кај граѓаните дозволи да владеачкото мнозинство има значителни добри бројки и во собранието. И тоа укажува на нивниот агресивен начин на владење. Во суштина, ако ме прашате лично дали јас сум задоволен, не сум задоволен, затоа што се уште не можеме да го добиеме просторот за да вистински народот не слушне што е вистината како опозиционери и како некој кој што докажал и во кризни состојби како се управува стабилно една држава. И тоа се темели на бројките кои што реално постојат и во собранието, кај што ја учествувам како пратеник, во кое што секогаш си надгласан. Затоа што во сите комисијски расправи, на пленарни седници, колку и да се обидеш да го зафатиш просторот со аргументи, а впрочем информациите и податоците укажуваат дека помеѓу 10 најактивни пратеници во собранието, 7 се пратеници од опозицијата, 30 пратеници од позицијата. Укажува дека и покрај тоа сепак се надгласуваат и дури предлог законски решенја и предлог амандмани кои што се дават на сегашните законски решенја кои што власта ги носи, иако се добри за граѓаните, тие едноставно се потиснуваат затоа што гласовите се на другата страна. И би кажал дека во една политичка клима во која што нема разумен диалог, ова е тоа што ќе ни се случува наредниот период. А тоа е граѓаните да чувствуваат дека никој не се грижи за нив и дека состојбите стануваат се полоши и полоши. Ја и минатата година најавив дека приносењето на буџетит, дека наликува на буџет за предизборна година, затоа што се пречувствуваше дека тоа што владата го проектира не може да го реализира. И реалноста беше таква. Во декември веќе имавме, декември 25 имавме сериозен пат на приходи од 8%, тоа значи и расходи намалени за 8%. Од друга страна, оваа година притисокот ќе биде во ноември и декември, во кој што јас мислам дека дупката на приходна страна ќе биде и tekako поголема. Дали владата тоа ќе го оцени дека треба веќе на есен да се отиде на предвремени избори, не можам да проценам. Но сигурно пролет следната година ќе има предвремени избори, затоа што купувањето на време е одлика на ВМРО ДПМН. Прво сметам дека ова е причинско-последична реакција и состојба. Затоа што вие имате власт која дојде на власт со укажување
дека им е дадено на едната страна нешто повеќе од колку што заслужувале. И тоа цело време, константно во овие 2 години го гледаме. За несреќа можеби на власта, за среќа на општеството, ни се случува тоа што во секоја една демократска земја треба да се случи, а тоа е младите да го кренат гласот кон неправдата. И сметам дека тоа заслужува поддршка, затоа што на една земја, на една здрава земја, здрава демократија им не достигаат на млади. Се додека младите укажуваат и креваат глас дека треба нешто да направат и да побараат тоа што сметаат дека е право зададено и никој не треба да им го ускрати, сметам дека е за поддршка. За жал, власта се обидува политички тоа да го хендла, ја? Но реалноста е дека уставот и законите се многу јасни. Некој треба само да спроведе, без притоа да размислува дали со ова дава повеќе права или ќе се наруши нешто друго. Затоа што прејудицирањето на и предпоставките кои што власта ги поставува се секогаш штетни за едно мултикултурно општество и општество кое што кажало дека различностите е богатството на ова држава. И затоа сметам дека наместо да седнуваат, се договараат, се сликаат, реално да дојдат со решење, затоа што решењето е во законските решења и во Законот за правосудство, и во Законот за употреба на јазиците на малцинствата, и во Законот за употреба на македонскиот јазик, па и во Уставот.